Сите пораки од секојдневната реторика на председателот вечерва се очекува да бидат спакувани во говор кој важи за еден од најподготвуваните председателски говори. Ако се земат предвид обраќањата на председателот изминативе години, неколку теми што се очекува да бидат во фокус на неговото обраќање се економијата, националната безбедност, имиграцијата, здравствената заштита и одбраната. Од економските резултати се очекува да ги истакне ниската невработеност, рекордните берзи, првата фаза од трговскиот договор со Кина, како и обновениот договор со Канада и Мексико. Кога станува збор за имиграцијата, пак изградбата на ѕидот со Мексико се очекува да биде повторно во неговиот фокус. Од проектите на надворешен план се предвидува овој пат тој да зборува многу повеќе за мировниот план за решавање на конфликтот помеѓу Израел и палестинците, отколку за преговорите со Северна Кореја за денуклеаризација. Меѓутоа, сите овие теми, сметаат критичарите, нема да може да го засенат фактот што председател има обраќање пред нацијата во исто време кога се води постапка и за негово отстранување од функцијата. А како овие два настана ќе се одвиваат истовремено, предлагам да слушнеме од прилогот во приложение. The resolution is agreed to. Вака, главниот судија на Врховниот суд на САД, Џон Робертс, го финализираше планот во сослушувањето за импичмент на председателот Трамп во петокот. Гласањето беше по партиска линија. Републиканците го одбија барањето на демократите за повикување сведоци и поднесување нови документи. Наводите за импичмент се во врска со телефонскиот разговор на Трамп, при кој тој побарал од украинскиот лидер да истражи активности на политички ривал, додека во исто време ја задржувал помошта која што Конгресот ја одобрил. Барам едногласно да се распушти судењето до 11 часов предпладне на 4 февруари и тоа истовремено да значи распуштање на Сенатот. Лидерот на мнозинството во Сенатот Мич Меконел со тоа ги најави завршните зборови што уследија вчера за крајното гласање да се одржи утре. Председателот вечерва на Капитол ќе се обрати до нацијата и до членовите на двата дома на Конгресот. There's nothing anywhere in the world that can compete with America. Извештаите сугерираа дека Трамп во говорот најверојатно ќе се фокусира и на кампањата за негов реизбор. Но утре веќе сите очи ќе бидат цвртени кон, како што се очекува, ослободувањето од вина на председателот од легислативното тело што е под контрола на неговата партија. А предутрешниот голем ден вечерва во 9 часот локално време. Председателот Трамп ќе има шанса уште еднаш да го повтори неговиот став за импичментот, но овој пат наместо на Твитер во живо да се обрати пред целата нација.